Здраво, јас сум Зоран Филов, професор по математика во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија. На овој час ќе се запознаеме со графикот и својствата на следниве квадратни функции: ax на квадрат, ax на квадрат плюс c, a по x минус алфа на квадрат плюс c. Ќе ги видиме нивните својства и како изгледа нивниот график. График на една функција е множество од сите точки во рамнината, чии координати се парови броеви од ова множество. Сите тие точки формираат линија. Тие парови броеви се добиваат така што за x се зема произволна вредност, а за y се пресметува по дадената формула. Ќе почнеме од наједноставната таква функција, кога коефициентот a е 1. Тогаш функцијата станува f од x е еднакво на x на квадрат. Може да земеме повеќе произволни вредности за x и да ја пресметаме вредноста на функцијата y. Например, f од минус 3 ќе биде минус 3 на квадрат 9, f од минус 2 ќе биде минус 2 на квадрат 4, f од минус 1 ќе биде минус 1 на квадрат 1 и така натаму. Добиваме точки со соодветни координати и тие ќе треба да ги нанесеме во координатен систем. Ако земеме повеќе такви точки и ги нанесеме во координатен систем и ги поврземе, се добива една крива линија која представува график на оваа функција. Таа крива линија се вика парабола. Нејзини карактеристики се следниве. Има една точка, тоа е оваа во координатниот почеток, која ја викаме теме на параболата. Ако ги погледнеме вредностите на функцијата од лево на десно, може да видиме дека тие се намалуваат кога одиме се до нулата, а после нулата се зголемуваат. Исто така од графикот може да видиме дека таа крива линија е симетрична во однос на y оската и уште повеќе за секои парови точки кои се еднакво оддалечени од нулата, вредноста на функцијата е иста. Ние во тој случај пишуваме f од минус x е еднакво на f од x и за таа функција ја викаме парна функција, значи нејзиниот график е симетричен во однос на y оската. Понатаму да видиме график на функција за произволна вредност на коефициентот а. За таа цел да ја пополниме оваа табела со вредности на следниве функции: 2x на квадрат, 0,5x на квадрат, минус x на квадрат и така натаму. Таа табела пополнета изгледа вака. Пополнувањето може да го направиме и по хоризонтала или уште подобро, ако ги пресметаме вредностите на x на квадрат, потоа изразот на функцијата кажува, например, 2x на квадрат, тоа значи дека сите вредности во оваа колона треба да ги помножиме со 2. Во оваа колона да ги помножиме со 0,5. Тука со минус 1 и ја добиваме пополнета оваа табела, во која што точките имат x координата во оваа првата колона, а за y во секоја од овие наредни, и при тоа ќе ги добиеме следниве криви линии, кои се исто така параболи. Оваа основната
x на квадрат, тоа е оваа парабола. Може да приметиме дека параболата 2x на квадрат или функцијата 2x на квадрат има график сличен на овој на x на квадрат, само што е малку постеснет. 0,5x на квадрат има слична таква парабола со теме во истата точка и графикот е малку пораширен. Ако коефициентот А е негативен, може да приметиме дека тогаш графиците на функциите се свртени надолу. Тоа е и за минус x на квадрат, за минус 3x на квадрат и минус 0,25x на квадрат. Ова што го видовме, може да го запишеме вака. Значи, функцијата ax на квадрат за график има парабола со теме во точката Т со координати 0 и 0. Сличен е со графикот на x на квадрат или минус x на квадрат. Симетричен е на y оската и функцијата е парна. Кога е поголемо од 0, таа е свртена нагоре, а ако а е помало од 0, е свртена надолу. По случајот кога е позитивно, за x од минус бескрајно до нулата, вредностите на функцијата опаѓаат, а од 0 до плюс бескрајно вредностите растат. Во точката 0, функцијата или y достигнува минимална вредност еднаква на 0. Ако а е поголемо од 1, таа парабола ќе минува на овој дел и ќе велиме дека ќе биде постеснета од оваа основна функција x на квадрат. Кога а е меѓу 0 и 1, тогаш е поширока и минува, гранката на параболата минува на овој дел. Слично е кога коефициентот А е негативен, имаме за x од минус бескрајно до 0, вредностите на функцијата растат, после нулата опаѓаат, значи во нулата функцијата достигнува максимална вредност, која во овој случај е 0. Понатаму, на оваа функција ax на квадрат ќе додадеме еден број c и да видиме како тоа влијае на нејзиниот график. За таа цел ќе направиме табела и график за следниве функции: x на квадрат плюс 3 и x на квадрат минус 2. На истиот начин, за x ќе земеме некои произволни вредности, а за останатите ќе ги пресметаме согласно дадениот израз. Ќе ги нанесеме во координатен систем, ќе ги поврзиме и повторно ќе добиеме криви линии параболи. Од кој што ние може сега да заклучиме дека графикот на една функција ax на квадрат плюс c ќе биде складен со графикот на ax на квадрат, но ќе биде поместен по y оската за c единици, и тоа нагоре ако c е поголемо од 0 или надолу за c помало од 0. Например, за оваа функција x на квадрат плюс 3, гледаме дека поместувањето е за 3 единици нагоре. За функцијата x на квадрат минус 2, поместувањето е за 2 единици надолу. Функциите ги задржуваат својствата, па ако а е поголемо од 0, пак ќе биде свртена нагоре. Исто така на истиот интервал од минус бескрајно до 0 опаѓа, а од 0 до плюс бескрајно расте. На истиот начин може да направиме график и на овие функции
сега коефициентот А ќе биде негативен, затоа основната функција минус х на квадрат ќе биде свртена надолу. Во табела, еве пак за истите точки, ќе ги пресметаме вредностите на овие функции и ќе ги нанесиме во координатен систем, ќе ги поврзиме точките и ќе ги добиеме тие криви линии. Од нив пак ќе видиме дека оваа функција минус х на квадрат минус 2 е поместена во однос на минус х на квадрат за 2 единици надолу, а оваа со плюс 3 е поместена за 3 единици нагоре. И важи, значи, истиот заклучок, што претходно го кажавме, со тоа што сега параболите се свртени надолу и што од минус бескрајно до 0 вредноста на y се зголемува и во точката 0 достига најголема вредност. Тоа го викаме максимум на функцијата и во овој случај е еднаков на бројот c. Од тука може да изведеме еден заклучок дека коефициентот c влијае на поместување на графикот на ax на квадрат функцијата и тоа нагоре и надолу по y оската. Сега ќе видиме како на графикот на функцијата влијае овој коефициент алфа. За таа цел пак ќе направиме табела и ќе нанесеме точки во координатен систем за следниве функции: 0,5х на квадрат, 0,5 по х минус 2 на квадрат и 0,5 по х плюс 3 целото тоа на квадрат. Основната функција 0,5х на квадрат ќе биде оваа со теме во координатниот почеток, а за останатите функции се случува следново. Функцијата g ќе биде поместена за 2 единици на десно и ќе биде складна со оваа основна функција, а пак функцијата h ќе има поместување, ама сега налево, за 3 единици. Затоа може да кажеме дека графикот на една ваква функција ax минус алфа па на квадрат е складен со ax на квадрат, но е поместен по x оската за алфа единици десно, ако алфа е поголемо од 0, или лево, ако алфа е помало од 0. Заклучок: коефициентот алфа значи влијае на поместување на графикот по x оската. Сега ќе го видиме графикот на функција која што ги има овие три коефициенти а, алфа и c. Повторно, првин ќе направиме табела, ќе дадеме произволни вредности за x и согласно изразот за функцијата ќе пресметаме вредноста на y во овие редици и колони и ќе добиеме точки со координати. Значи, ако x е минус 4, за y 8 и така натаму за едната функција, ако x е минус 4, y минус 1, па минус 3 со минус 2,5 и така натаму за оваа функција. И за третата функција, минус 4 за x, за y добиваме минус 10,5. Минус 3 за x, за y добиваме минус 6. И така натаму. Кога ќе ги нанесеме овие точки во координатен систем, ќе ги поврзиме и ќе го видиме следново. Значи, графикот на основната функција 0,5х на квадрат е со теме во координатниот почеток.
И двете овие функции g и h имаат ист коефициент a. Затоа нивниот график ќе биде складен со графикот на таа основна функција, само ќе биде поместен. И тоа, за функцијата g, поместувањето ќе биде налево за 2 единици по x оската и по y оската, надолу за 3 единици, и ќе добиеме нејзиното теме во оваа точка со координати -2 и -3. Таа парабола, како и другите, е осно-симетрична фигура и оска на симетрија ќе биде оваа права, вертикална права, x еднакво на -2, тоест x еднакво на алфа. Функцијата h од x гледаме дека има негативен коефициент a и ќе биде свртена надолу. Ќе биде поместена по x оската на десно за 1, а по y оската нагоре за 2 и ќе има теме во оваа точка со координати 1 и 2. Исто така и таа е осно-симетрична, со оска на симетријата x еднакво на 1 или x еднакво на овој коефициент алфа. Во однос на менување на вредностите на функцијата се задржуваат карактеристиките што ги има ax на квадрат. Значи, ако е свртена нагоре, од минус бескрајно до x координата на теме, таа функција опаѓа, а потоа расте. И во точката, каде што е темето, достигнува минимална вредност. Сето ова што го видовме, може да го запишеме во еден заклучок на следниот начин. Графикот на една ваква функција a по x минус алфа на квадрат плюс c е парабола складна со параболата ax на квадрат. Темето ќе се наоѓа во точка Т со координати алфа и c, оска на симетрија ќе биде правата x еднакво на алфа. Параболата ќе биде поместена за алфа единици по x оска, и тоа ако алфа е поголемо од 0 лево, ако алфа е помало од 0 десно. И поместена ќе биде за c единици по y оска, ако c е поголемо од 0 нагоре, ако c е помало од 0 надолу. Ако е коефициентот а поголем од 0, параболата е свртена нагоре. За а помало од 0 е свртена надолу. И тука доаѓаат сега разликите. За оваа, кога коефициентот а е позитивен, за x елемент од минус бескрајно до алфа, функцијата опаѓа, на останатиот интервал расте. Во точката x еднакво на алфа достигнува минимална вредност y минимум еднакво на c. За x од минус бескрајно до алфа, таа ќе расте, а за x од алфа до плюс бескрајно опаѓа. И во точката x еднакво на алфа достигнува максимална вредност y максимум еднакво на c. Значи, ова е во случајот кога а е негативно. Сето ова уште еднаш ќе го видиме на следниот начин. Значи, во зависност од коефициентите а, алфа и c, параболите ќе имаат ваков облик. Значи, имаме како основна функција оваа
x на квадрат, парабола свртена нагоре. И потоа имаме уште две параболи, ax на квадрат и оваа со трите коефициенти a x минус алфа на квадрат плюс c. Да видиме што се случува кога ќе го менуваме коефициентот a. Ако a е, да речеме, 1, тогаш тие функции се складни со графикот на функцијата x на квадрат. И сега, ако го менуваме коефициентот a кон позитивни броеви, гледаме дека параболите се стеснуваат се повеќе. Ако го намалуваме коефициентот a, тие се расшируваат. Кога ќе помине a, ќе стане негативно, гледаме дека параболите се свртени надолу. Значи, коефициентот a укажува на тоа колку ќе биде отворена параболата и дали ќе биде тоа нагоре или надолу. Коефициентот алфа, ако го менуваме, гледаме дека врши поместување на параболата по x оската налево или надесно. Соодветно, така нели се менуваат и координати на теме, оската на симетрија на параболата. Ако го менуваме коефициентот c, гледаме дека параболата се поместува нагоре и надолу по y оската и темето ќе се биде со y координата толку колку што изнесува вредноста на коефициентот c. Другите својства во однос на растањето и опаѓањето на функцијата лесно нели може да ги утврдиме и да ги видиме од графикот, како и вредноста на координатите на темето, оската на симетрија и оската на симетрија.